20 тимови на пратеничката група на ВМРО ДПМН планираат да посетат 408 села и населени места во државата, а досега тие ги слушнале потребите на жителите од 252 места. Целта на овие посети е да се задржи контактот со граѓаните, да се добијат директни и точни информации од теренот, да се разговара за проблемите на луѓето, но и да се пронаоѓаат решенија. Канадската компанија Euromax обезбеди $175 милиони за дополнително финансирање на следните фази за изградба на рудникот за бакар и злато и ловица. Договор за откуп на произведеното злато е склучен со Gold AG, подружница во целосна сопственост на американската компанија Royal Gold. Во предфизибилити студијата за локалитетот и ловица и штука, според проценките, има присуство на 70 тони злато и 410.000 тони бакар. Министерот за одбрана Зоран Јолевски денеска престојува во Белград. За време на посетата, министерот Јолевски ќе се сретне со неговиот српски колега Братислав Гашич, како и со председателот на Комитетот за одбрана и внатрешни работи во српскиот парламент Марија Обрадовиќ. Како што е најавено од Министерството за одбрана, министерот Јолевски ќе ги посети и Воената академија и Воено-медицинската академија. Во понеделник ќе биде одржано 11-тото коло од наградната игра Фискална во рака, награда без мака. Наградите во ова коло се автомобил, 30 вредносни ваучери од 3 до 60.000 денари и 120 вредносни ваучери за прехранбени продукти во вредност од по 1000 денари. Светската здравствена организација предупреди дека во Африка повторно се појавува Марбург вирусот, кој припаѓа на истото семејство вируси како и еболата. СЗО наведува дека појавата на тој вирус е невообичаена и неочекувана. Организацијата предупредува дека овој вирус може да предизвика голема епидемија исто како и еболата.